Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На Република Македонија и на граѓаните им предстои сериозна, тешка и долга енергетска криза. Како и секогаш, како што е во реалноста, главни виновници, најголем проблем на граѓаните и стопанството за оваа енергетска криза е единствено оваа влада на СДСМ и премиерот во заминување Зоран Заев. Недомаќинското работење на ЕЛЕМ, ЕСАМ, РЕК и сите останати институции и луѓе и поединци задолжени за решавање на овој проблем не донесе на чекор до сериозно поскапување на струјата која што ќе плаќаат граѓаните. Денеска ние сме сведоци на бизнис интереси во ЕЛЕМ на фамилијата Заеви и Васко Ковачевски, и тоа се провлекува на нас за 3-4 години. Денес ние сме сведоци на сериозен криминал, корупција, пресушени електрани езера. И сето тоа заради елементарни непознавања во работата и функционирањето на крајно криминален начин во овие области од страна на оние луѓе кои што се задолжени, вклучително почнувајќи од врвот, од Зоран Заев, Васко Ковачевски и сите надолу. Енергетската криза која ќе ја донесе државата до инфлација и граѓаните ќе ги осиромаши, лично за незе се виновни единствено СДСМ и оваа влада која мисли дека со музичари и со музика ќе ја реши кризата. Како домино ефект ќе повлече поскапување на намирниците, поскапување на цените за живот, поскапување на основните работи кои се потребни на граѓаните за да преживеат. Сите држави и околу нас, но и пошироко, донесоа веќе мерки за граѓаните да не ја почувствуваат енергетската криза. Само кај нас најважно беше да се каже дека граѓаните ќе ја платат поскапата струја и товарот ќе падне единствено на граѓаните и стопанствата. Бараме владата да им даде на граѓаните и компаниите помош, но и второ, бараме да им се помогне на општините во новите договори, откако ги раскинаа старите договори за електрична енергија, бидејќи сега во новите им е побарано да плаќаат двојно поскапа струја. И за ова се виновни СДСМ. Еве имаат можност во собранието се прави буџетот, имаат можност сето ова да го внесат таму. Но нормално нема волја заради криминалот кој што го прават. Ова мора да се реши, бидејќи државата ќе крахира. Очигледно, за криминалот и корупцијата на оваа влада и на Зоран Заев, граѓаните ќе треба да ги платат фактурите. Потребно е брзо делување. Потребен е експертски и професионален пристап наместо криминал и корупција како до сега. Благодарам. Ова беше на тема поскапување струја и на коктелната тема на пресконференцијата. Сега би сакал да одговорам на две прашања кои што беа поставени од телевизија Сител и телевизија Телма. Најпрво телевизија Сител, кога очекувате се случат предвремени парламентарни избори, дали реално може да се случат? Не само што реално може да се случат, туку потребно е да се случат и тоа потребно е што побрзо, бидејќи тие се единствено решение за излез од кризата во која што е Република Македонија, криза која што ја наметна СДСМ со незиното криминално коруптивно владење, со незиното стагнирање и со уназадување на државата, и затоа предвремени парламентарни избори се единствен излез и за политичката криза во која што не втурна СДСМ и алчноста и криминалот на премиерот во заминување Зоран Заев, но и за сите останати економски, енергетски и други кризи во држава. Второ прашање, телевизија Телма. Дали имате контакти со алтернатива и дали сте информирани за преговорите што ги води со СДСМ, бидејќи Гаши најави дека ќе информира и така натака? Како гледате на тоа дека се одржуваат средби Заев, Гаши, а без епилог, во меѓувреме парламентот стои блокиран? Видете, од самиот почеток ВМРО ДПМН почива и функционира на принципи. Исто така и коалициите кои што ги прави ВМРО ДПМН функционираат врз база на основни принципи. Алтернатива најверојатно избега од тие принципи. Очигледно е дека во прашање нешто друго, така да сите овие прашања кои што се упатени до ВМРО ДПМН како политичка партија, би ве упатил да ги поставите на алтернатива и конечно да излезат со одговори, да ги одговорат, бидејќи овие прашања треба да бидат наменети за нив. Благодарам.